Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Хотелско-угостителскиот сектор повторно бара субвенции од државата. Општина Охрид започна селекција на текстилен отпад. Кај охриѓани има интерес за читање книги и членството во градската библиотека постојано се зголемува. Во октомври најбројни биле туристите од Турција и Германија. Трамп најави целосна блокада на сите танкери од Венецуела. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес по студеното утро во текот на денот имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималната температура изнесуваше 1 степен Целзиусов, а максималната дневна 11 степени. Во Охрид утре времето ќе биде умерено до значително облачно со повремени сончеви периоди. Ќе дува слаб ветер од западен правец. Минималната температура ќе изнесува 1 степен Целзиусов, а максималната дневна до 10 степени Целзиусови. Во Македонија утре времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Предпладне поддолни котлини ќе има појава на магла. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Минималните температури ќе се движат во интервал од -5 до 1 степен, а максималните дневни температури утре во Македонија ќе изнесуваат од 6 до 13 степени Целзиусови. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Хотелско-угостителскиот сектор повторно бара државна поддршка, намалување на ДДВ-то и субвенции за вработените поради растечките трошоци и силната сезонска зависност. Научната афела предупредува, мерките мора да бидат оправдани за туризмот да не се претвори во сектор зависен од постојани субвенции. Хотелско-угостителскиот сектор рече си една деценија бара повластена даночна стапка, намалување на ДДВ-то за поконкурентни и поевтини услуги. Дел од барањата што се очекува да се разгледуваат во новоформираниот Совет за туризам се и субвенционирање на вработените, со цел да се спречи отпуштање и да се зачува работната сила. Сезонските осцилации го прават овој сектор исклучително ранлив, поради што е неопходна системска државна поддршка. Охридско-Струшкиот регион е сезонски туризам и нормално се соочуваме со проблеми на чување на вработени на 12 месеци, каде што да беше побарано и уште бараме некаква субвенција на вработените кои остануваат 12 месеци, нели, да бидат субвенционирани со еден дел, барем неколку месеци, во таа најниска сезона, да може да ни помогнат да не правиме големи загуби. Научната фела со поинаков став вела треба да се преиспита оправданоста на барањата, да се издигне квалитетот на услугите и да се развива предприемачкиот дух. Само бараат, да, секој бара помош, секој и треба, ако има одредена оправданост за таа помош да ја добие, но на крајот не смееме да дозволиме тоа да прерасне во еден должничко-доверителски однос, односно да дојде до степен на паразитизам, бидејќи од 2010 година па и до ден денес нашиот туризам и туристички развој се базира на субвенционирање. Економските предизвици со кои се соочува хотелско-угостителската индустрија во услови на сезонско работење, нестабилен прилив и раст на трошоците и платите според Хотам јасно укажуваат дека без соодветна државна поддршка одржливоста е сериозен предизвик. Општина Охрид започнува селекција на текстилен отпад во соработка со Тексомак. Со воведување на оваа иницијатива, граѓаните ќе имаат можност својот стар, оштетен или непотребен текстил да го одложуваат во специјално наменети контејнери, наместо да завршува во мешаниот комунален отпад. Општина Охрид потпиша договор со колективниот постапувач за текстилен отпад Тексомак, со што официјално започнува процесот на селекција и организирано управување со текстилен отпад на територијата на општината. Со воведување на оваа иницијатива, граѓаните ќе имаат можност својот стар, оштетен или непотребен текстил да го одложуваат во специјално наменети контејнери, наместо да завршува со мешаниот комунален отпад. Во првата фаза се предвидува поставување на еден контејнер за текстилен отпад во рамките на Охрид Мол, поставување дополнителни контејнери во училиштата вклучени во програмата Училишта без пластика и организирање екоакции за собирање текстилен отпад. Во таа насока на 20 декември, сабота, во Охрид Мол ќе се одржи есенски екопазар, плячки рецикларница од 12 до 14 часот. Дојдете, донесете го вашиот стар текстил, одложете го во контејнерите на Тексомак, грижете се за природата и селектирајте паметно, порачуваат организаторите. Текстилниот отпад представува еден од најбрзо растечките текови на отпад на глобално ниво. Според меѓународни проценки, помалку од 1% од текстилниот отпад во светот се рециклира во нов текстил, додека повеќе од 70% од користениот текстил во Европа се уште завршува како мешан комунален отпад или се согорува. Со воведување системи за селекција, значителен дел од текстилот може повторно да се употреби, донира или рециклира, со што се намалува притисокот врз депониите и негативното влијание врз животната средина. Со оваа активност, Општина Охрид продолжува со спроведување политики насочени кон одржлив развој, едукација на младите и активно вклучување на граѓаните во заштитата на животната средина. Во ера на интернетот, дигитализацијата, па и вештачката интелигенција, сепак традиционалната книга не изумира, според директорката на Охридската библиотека Григор Прличев. Кај охриѓани има интерес за книгата и членството во градската библиотека постојано се зголемува. Од суштинско значење на децата да им се чита уште од најмала возраст и да им се всади љубовта кон книгата.
порачуваат писателите за деца. Во време на интернет и паметни уреди, ако се чини дека целиот свет е достапен на дланка, ништо не ја заменува традиционалната книга, велат од Охридската градска библиотека. Во време кога најголем дел од денот и младите, но и повозрасните минуваат на социјални мрежи, се чини дека малку време останува за дружење со добра книга или со лектири. Но директорката на градската библиотека Христина Трпеска посочува дека нивното читателско семејство постојано се зголемува. Интересот на охриѓани за литературава е многу голем. Значи, имаме доста читатели од сите категории и многу сум изненадена со не само што доаѓаат да читаат, туку веќе охриѓани почнуваат да ја чувствуваат библиотекава како дел од нивниот социјален живот, како што ние напредуваме и отвараме услови за нивниот престој тука, така тие ни возвраќаат со нивното доаѓање, присуство и се наши членови. Бројот на членствата расте и можам да кажам дека сме на добар пат и сум среќна. Од Охридската библиотека Григор Прличев посочуваат дека потребна е поголема популаризација на книгата и читачката култура. Установата постојано изнаоѓа креативни начини да им ја приближи книгата на децата, преку организирање промоции и разни настани, како и преку доделување бесплатни членства за охридските основци. Иако многу библиотеки фаќаат чекор со дигитализацијата и голем број книжевни дела се достапни во електронска форма на интернет, сепак писателите за деца апелираат да се всадува љубовта кон класичната книга од мала возраст. Дојде интересно време кога се повеќе се бара електронска книга, се повеќе мислиме дека некако се надмина оваа книга, меѓутоа тоа не е воопшто точно, бидејќи гледаме дека нема поубаво од кога се земе книгата во раце. Децата може би се навикнати сега на побрзи информации, кои што некако немаат време да седат, немаат трпение поточно да седат да читат, меѓутоа со наша сестрна работа, со сестрно залагање, можеме да ја развиеме љубовта кон книгата и учениците, наставно децата воопшто, да сакаат да ја читат книгата, бидејќи кога како деца се навикнат да користат книга, да читаат книга, таа љубов останува вечно. Во Националната установа библиотека Григор Прличев има над 1500 редовни читатели, од кои дел годишно читаат и по 150 книги. Годишната членарина е безмалку символична, за деца е 200, а за возрастни 300 денари. Библиотечниот фонд е околу 150.000 наслови и истиот се обновува секоја година. Во периодот јануари-октомври 2025 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристите е зголемен за 5,4%. Најбројни биле туристите од Турција, Германија, Србија и Грција. Во октомври годинава Македонија е посетиле 109.535 туристи, од кои 21,8% се домашни, а 78,2% се странски туристи. Во дадениот период туристите оствариле 204.718 ноќевања, од кои 29,1% се од домашни туристи, а 70,9% од странски туристи. Најбројни биле гостите од Турција, Германија, Србија и Грција. Во периодот јануари-октомври 2025 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристи е зголемен за 5,4%, односно кај домашните туристи има намалување за 2,3%, а кај странските има зголемување за 9,3%. Во периодот јануари-октомври 2025 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на ноќевањата е зголемен за 0,6%, кај домашните туристи има намалување за 4,2%, а кај странските има зголемување за 6,4%. Во Охрид, вкупниот број на домашни и странски туристи во октомври изнесува 32.192 лица, кои оствариле 59.704 ноќевања, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.